Синоќашните поројни дождови предизвикаа да пробие вода во дел од оперативниот блок на градската општа болница 8 септември, но пациентите се префрлени во две новоотворени сали, а на санцијата на кровот се работи. Во тек е санција на кровната конструкција, каде што протекла водата и мајсторите работат на терен. Полицијата го лиши од слобода 49-годишникот од село Морани, кој бил баран со потерница за издржување затворска казна. Полициски службеници од оперативниот тим потраги во содејство со единицата за интервентна полиција при СВР Скопје во село Морани, општина Студеничани. Го лиши од слобода 49-годишникот кој бил баран со потерница по наредба на Основниот кривичен суд Скопје за затворска казна во трајање од 1 година и 6 месеци, соопшти Министерството за внатрешни работи. Лицето ќе биде придадено на надлежната казнено поправна установа. Во месец јули во кинотека на Македонија во летното кино Мирно лето ќе се прикажуваат постари и понови филмски остварувања од нашата национална кинематографија. Почетокот на месецот е посветен на постарите наслови и средината на современите домашни остварувања и филмови од фестивалот Сиднедејс, а крајот на јули на филмови за земјотресот. Филмот Волчаној во режија од Франце Штиглиц, а според сценарио на македонскиот писател Славко Јаневски ќе се прикаже на 5 јули со почеток од 20 часот и 30 минути. Како што информираат од кинотека, ова филмско остварување е вториот гран филм во историјата на седмата одметност кај нас. Наредниот ден, исто така во 20 часот и 30 минути, ќе биде прикажан и Црно семе од Кирил Ценевски. Понатаму на 9 јули од 20 часот и 30 минути ќе може да се погледне филмот Джет од режисерот Димитрije Османли, кој е втор долгометражен игран филм во продукција на филмското студио Скопје и на дистрибуцијската куќа Македонија Филм. Напуштањето на домашните миленици е суровост и злоупотреба која мора соодветно да се превенира, а доколку се случи најстрого да се санкционира неодговорниот собственик согласно законот. Улицата е сурова за секое животно. Животните кои не се растени на улица, туку исфрлени немаат стекнати основни животни вештини за преживување. Се плашат, запаѓаат во депресија поради напуштеноста од семејството кое го познаваат и сакаат, па така исходот е неретко фатален. Од јавното предпријатие Лајка порачуваат секој баво да размисли пред да земе куќа. Размислете и проценувајте брзо пред да го земете, или додека е мало. Се останато е неодговорност и суровост и нема оправдување, велат од Лајка. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ке ја сакам